Нареден прилог, почитувани гледачи, кој што следува во денешната земјоделска емисија, е редовниот прилог подготвен од дипломираниот земјоделски инженер Глигоров Стојан, вработен во Агенцијата за поттикнување на земјоделието на Република Македонија. Што подготви за денешната емисија, односно што е актуелно од областа на земјоделието, предлагам да го погледате прилогот кој што го подготви господинот Глигоров. Еве, почитувани гледачи, денеска ќе поразговараме малку околу припремата на површините кои што треба да понатаму бидат засадени со раноградинарски култури, така да се наоѓаме на површина која што ни служи за пример како не треба да биде една површина приготвена или припремена за есенските култури или културите кои што ќе вегетираат во текот на целиот зимски период. Ова површина, почитувани гледачи, беше претходно посадена со краставица, меѓутоа земјоделскиот производител и покрај нашите окажувања кои што често пати ги споменуваме и ги напоменуваме приликом нашите посети теренски низ целиот регион, така да укажувајќи дека некои од таквите површини кои што после бербените активности и после експлоатацијата на растенијата не треба да се остават туку така, понатамо да можат да вегетираат покрај културните растенија, да вегетираат и плевелите кои што понатаму преносуваат преголеми загуби за самиот земјоделски производител. Што значи, површината во никој случај не треба да биде така оставена поточно во овој период кој што се наоѓаме, значи при крајот на ноември месец, каде што таквата површина после секоја експлоатација или секоја берба се припрема понатаму за друго засадување, значи припрема на површината кој што ќе може понатаму да даде и те како добри резултати. Значи, почитувани гледачи, почвата е душата на растенијето. Без добро припремена почва, без добра агротехнички мерки, без добра обработка над почвата, не можеме да очекуваме понатаму добри резултати од самото растение. Без обзир како ќе се тоа понатаму одгледува, како ќе се преминуваат агротехничките мерки понатаму над самото растение, која сорта ќе биде, која дали ќе биде хибридна или не хибридна или оригинал и така натаму, меѓутоа без добро припремена почва, без добра обработка на таа почва, никој пат не можеме да очекуваме добри резултати. Иако при самото советување од наша страна, од страната на агенцијата, од советниците или агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, каде што секој пат застануваме на точката каде што инсистираме површините да не останат необработени после бербите над било која култура. Сепак, за жал, на нашите терени критички доваѓаме во ситуација да одреагираме таму на таквите места кои што се и текако плодни места, поточно места кои што се заштитени од значи под контролирани услови или се под пластеници. Наидуваме над такви ситуации каде што нас поточно не бендисува работата околу или одговорноста на самиот земјоделски производител. Не е само дискусиите да станат од после ќе биде така или ќе биде онака или припремата ќе биде така, тоа ќе применам друго каде што самите на себе си ствараме ситуација или се договараме како ќе се направат од после некои активности, меѓутоа основната обработка на почвата, после секоја берба, после секоја примена, значи е основа каде што понатамо ќе следат другите активности. Значи, секој пат инсистираме, приликом објаснувањето и едукацијите околу примената на добрата земјоделска пракса, повторно ќе напоменаме, значи, земјоделските производители да се придржуваат кон таквите совети. Значи, не може да се остават туку така, да се површините обработени, значи, неизорани, неисфрезирани, примена сите мерки активности кои што уследуваат приликом припремата на површините, а се остават плевелната флора каде што нормално се вегетира, цвета,
се расфрлуваат семиња и понатаму се ствараат ситуации при поволни услови, значи при поволна влажност, температурни услови, да повторно поникнат и повторно прават проблеми околу во текот на земјоделското производство. Тоа почитуване гледачи води кон уназадување над позитивните резултати кои што ги очекува земјоделскиот производител. Значи, наместо таквите растенија да бидат уништени или таквите растенија бидат отстранети надвор од земјоделската површина која што ја експлоатираме и од која што очекуваме добри резултати, како приноси, така и квалитет, ние остануваме во ситуации и со каснење над истата, недобро припремена површина, значи не можеме да очекуваме добри резултати од културата, без обзир дали ќе биде рано градинарска култура или во текот на годинашното производство да биде како втора култура, што значи основната обработка секој пат после завршетокот на сезоната да биде секој пат применета така како што треба да биде, на одредена длабочина, понатаму со приклучна механизација добро припремена и ситнета и приготвена за понатаму за расадување на стално место. Значи, во тек сме над сеидба над семенски материјал од зелка. Во тек сме каде што зелката е поникната, каде што е во напредна фаза, што значи расадот ќе стаса навреме со добра активност и залагање од страна на земјоделскиот производител, значи и со прихранување и со позитивните временски ситуации кои што ноември месец беа доста поволни за таквата ситуација. Меѓутоа, ако од друга страна површината која што треба да биде засадена или растенијата засадени на стално место не е добро припремена, тогаш ќе имаме повторно негативни резултати или ќе имаме појава над разни болести и штетници кои што понатаму ќе уследуваат со употреба на заштитни препарати, заштитни средства, како за болести и штетници, што значи оптоварување на самиот земјоделски производител, а од друга страна е непожелно толку големото третирање, бидејќи се одразува понатаму кон негативните појави или формирањето на плодови со дози кои што не се препорачливи од наша страна во текот на заштитата или во текот на прихранувањето. Затоа, почитувани гледачи, значи да се придржуваме према некои наши видувања од теренските состојби, каде што наидуваме на добро припремени површини кои што веќе значи се во ситуација каде што може слободно да се изврши расадувањето. Меѓутоа се сретнуваме и со површини каде што после бербените активности нема никаква активност и се оставени така да самите на себе што понатаму и како ќе биде, како ќе се справува самиот земјоделски производител, значи си ја отежнува тој самиот неговата работа. Затоа е непотребно значи да се остават како што сме овде како пример, не треба да се остават таквите површини или треба таквите површини да се редовно добро обработуваат и да се створат услови за понатамошен раст и развој над растенијата кои што ќе бидат засадени над таквата површина. Мораме една ситуација да ја споменеме дека ова година околу расадопроизводството ќе споменеме дека на теренот се случуваат такви ситуации дека нашите земјоделски производители малку побрзо или порано отидоа околу сеидбата поточно над зелковите култури или раната зелка. Значи внимателно околу наводнувањето, внимателно околу температурните услови или вентилацијата над леите каде што е посаден семенскиот материјал, бидејќи поволните температурни услови и влажноста дозволија за временски период од 3 до 5 дена поникне таквото растение. Затоа, почитувани гледачи, внимателно, значи, околу расадопроизводството, бидејќи ќе наидеме на период кој што нема да биде како што беат минатите денови, значи, со поволни услови, со поволна светлина, температурни услови, туку ќе наидеме, веројатно,
на ситуации кои што ќе бидат непогодни за надраслото производство. Затоа внимавајте и околу наводнувањето со помалечки дози над наводнување, да не се створат ситуации да појава над габни болести, каде што понатаму ќе има уништување на самите култури, а од друга страна ќе се употребуваат и заштитни средства кои што ќе придонесат кон трошкови над самиот земјоделски производител. Затоа, значи, потребно е повеќе внимавање, бидејќи како што ја гледаме ситуацијата, состојбата, таквите растенија се во добра и напредна фаза на развој, добро поникнување. Имаме ситуации каде што се таквите растенија засадени во леи, меѓутоа имаме ситуации каде што по пат на употреба на такви контейнери или пластични контейнери каде што со смески од тресет, кои што и те како добро напредуваат и за краток период, према наши видувања, околу 15 до 20 декември веќе ќе бидат и тие расадени на стално место. Меѓутоа, понатаму, внимателно, ние ќе бидеме во тек и сме во тек со таквото производство, ќе го пратиме таквото производство, ќе се трудиме да укажуваме на нашите земјоделски производители и заеднички некои проблеми да ги надминуваме, некои негативности, како што се среќаваме овде во оваа ситуација, некои негативности да се отклонуваат, значи, сите позитивни страни кои што едно растение ги бара или сите оптимални услови колку што е можно повеќе да му се пружат, за да може да самото растение го даде својот плод, своето растение, така да на крајот и земјоделскиот производител биде задоволен од таквото работење. Понатаму можеме да споменеме дека значи во тек е и при крај е веќе пријавувањето, до крајот на месецот е пријавувањето во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, предадени производи над преработвачки капацитети, каде што нашите земјоделски производители се должни до крајот на месецот да ги пријават таквите производи, дали тоа пиперка, домата, корнишон и така натаму, предадени во нашите преработвачки капацитети, каде што имат склучено договор со откупувачите и преработувачите, нормално и така да се стекнат со дополнителни директни плаќања во однос на предадени количини над производи во преработвачки капацитети. Така да производителите нека се придржуваат према таквите термини дадени, бидејќи тоа се внесува по електронски пат и понатаму, значи, после таквите рокови, таквиот систем се затвара и не можат понатаму да продолжат со пријавувањето. Понатаму, почитувани производители, овие денови, значи, и претходните имаме доста интерес во Агенцијата за поттикнување на развојот за информации околу подигањето на млади или нови овошни насади. За да се обави таквата работа, значи, дали тоа се работи за јаболчесто овошје, дали за коскесто овошје или јаткасто овошје, што во последно време има доста голем интерес, а и располагаме со такви површини. Нашиот регион има и површини кои што се слободни и можат и те како, значи, со системот за наводнување да дадат добри резултати околу јаткасто овошје. Значи, им препорачуваме на нашите земјоделски производители да таквиот посадочен материјал навреме го обезбедаат и навреме се договараат, меѓутоа за таквата сеидба кој што ќе биде дали ќе биде до крајот на годината, ако дозволат временските услови или напролет, таквите површини треба да бидат навреме обработени. Значи, тука е неминовно чистење на површините, риголовање над површините, употребата над приклучната механизација понатаму, кој што ќе врши дообработка на површината, парцелизација, понатаму маркирање и така натаму, значи, таквите површини треба да бидат претходно припремени за да дојде до
засијување на стално место. Ние стоиме на располагање, веќе имаме и доста интересантни производители кои што отидоа на производство од областа на овоштарството и лозарството, меѓутоа повеќе значи се има и интерес појавено во делот на овоштарството. Стоиме на располагање околу консултациите, стоиме на располагање околу начинот на примпрема, начинот на сорти кои што се поволни, кои што можат да успеат на нашиот регион. Значи не треба да се земјоделските производители базираат на некои различни сорти на овошни култури кои што не успеваат во нашиот регион. Затоа треба да се внимава околу набавката на посадочниот материјал. За информација, значи, ќе излезе и така наскоро една агропедолошка карта, која што по региони ќе се гледа или ќе се утврдени почвената структура и почвите каде што и што може и култури кои што може да успеат во нашиот регион. Затоа, почитувани гледачи, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството е стално присутна на терен, меѓутоа покрај тоа ние обавуваме и сме со активност околу отворени денови со земјоделците, каде што разменуваме мислење со земјоделците, кои се позитивни, кои се негативни страни, кои се тие проблеми што може да се отстранат, кои се тие позитивни страни кои што треба се прифатат. Меѓутоа очекуваме исто така и од земјоделскиот производител да некои предлози кои што ќе ги предложат или предложуваат да ги пренесеме на повисока инстанција и таму се разгледат и некои веќе се од таквите предлози и прифатени. Затоа, значи пожелно е таквата соработка и понатаму да ни продолжи, се со цел бидејќи нашиот регион, како што е Струмичкиот регион, значи во текот на цела година во активност, со значи од 1.1. до 31.12. и нон-стоп во производство, што значи ние немаме овде во нашиот регион сезонско работење, дали како е што е во областа на лозарството се знае како е, се знае во овоштарството како е, па и некои полиделски култури. Меѓутоа, бидејќи тука имаме застапеност над раноградинарски производи, како што се без грејење или без дополнително грејење, со различни веќе техники и технологии над производство, значи доста е унапредено производството, така да значи се зимат таквите модерни техники и технологии на производство да имат и стална присутност. Присутноста е секој пат позитивно страна на стручни лица кои што ја познаваат проблематиката околу производството, кои што можат да ја увидат ситуацијата и да предложат што понатаму од земјоделскиот производител треба да стори за да му биде полеснително работењето, а и да биде самиот задоволен од приходот кој што ќе му биде обезбеден во текот на производството. Значи, борбата е да се произведи поквалитетен производ, поголеми количини, така да и самиот производител дојде до поголем профит. Аграр, емисија од областа на земјоделството, секоја недела во 14 часот и 30 минути. Реприза, понеделник 13 часот и 30 минути. Само на телевизија Интел.